Почитуване, добар ден. Стартуваме со црвена линија. Еве денес зашто ќе говориме со вас. Предлогот на Евана Хоум е цената на електричната енергија да се зголеми за околу 6%. Компанијата тврди дека во пресметката се вклучени сите релевантни параметри. Повисоката цена по мегават час од ЕСМ, новите трошоци за пренос и дистрибуција, како и законската маржа за универзалниот снабдувач. Од друга страна, граѓаните велат и ова зголемување е премногу. Компанијата вели, пресметките се оправдани. Граѓаните велат, товарот е преголем. А ние секако ве прашуваме, дали очекувате ново поскапување на основните производи поради повисоката цена на струјата? Ете зашто ќе говориме денес со вас и секако за учество во црвена линија. Потсетувам дека е доволно да го завртите нашиот телефонски број 02-307-0005. Имајте секогаш во предвид да го намалите целосно тонот на ТВ приемникот. Тоа значи тонот да биде на 0, избегнувајте да зборувате на интерфон и спикерфон, а зошто го посочувам ова, бидејќи навистина оние 90 секунди кои што се предвидени за едно јавување едноставно ќе бидат потрошени во проверката на квалитетот на тоа дали добро се слушаме, дали сте вклучени веќе и така натаму. Потсетување дека црвена линија и денес во текот на целиот ден ја објави својата анкета. За да учествувате и да дадете допринос, односно својот одговор, треба да не заследите на Инстаграм. Се што ви треба е профилот на црвена линија, но и профилот, подсетувам, на телевизија Телма. На Инстаграм стори ќе кликнете, а ние таму ве прашуваме. Дали струјата стана луксус? Верувам дека ќе можеме да покажеме со оглед на тоа што имате два можности за одговор. Едната е да, другата не. Секако кликајте на полето кој што го содржи вашиот одговор. Стандардно црвена линија ги сумира резултатите во проценти и секако ќе ги соопштиме некаде конкретно во денешно издание. Но не заборавајте, со дискусијата почнуваме сега, така да грабнете го телефонот и дајте го одговорот на нашето денешно прашање. Повторувам, дали очекувате ново поскапување на основните производи поради повисоката цена на струјата? Да видиме дали веќе имаме некого на линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Добар ден, веќе сте во црвена линија. Што ми скучи, Дали го намаливме тонот на телевизорот? Одрижија, ве молам, дали може да ја дадете насоки на гледачката? Најверојатно, еве, тоа е една од причините поради која што настојуваме секогаш да ве потсетиме да го намалите тонот на ТВ приемникот. Бидејќи нема да знаете дека сте веќе вклучени во програма, а ние секако ве очекуваме со нетрпение. Еве ми даваат знак дека сега можноста е да ви ја покажам и анкетата. Значи, потсетувам уште во овој момент, ако не следите на Инстаграм, да не заследите. Профилот е црвена линија и што поскоро кликнете на Инстаграм стори. Прашањето е дали струјата стана луксус. Две опции за одговор. Да, не. Кликајте на полето кој што го содржи вашиот одговор и секако давајте ги одговорите во живо. Се радевам дека наскоро нема да имаме проблем. Значи, почитувајте ги тие технички правила и споделете ги вашите одговори со гледачите на црвена линија во своите 90 секунди. Па, добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Повелете. Еве, од вас очекуваме да слушаме дали очекувате ново поскапување на основните производи поради повисоката цена на струјата. А име има ли таму? Мое. Дали ме слушате? Ја ве слушам. И па, еве, очекувате ли ново? Не ви очекувала, не ви сакала, ама сигурно дека има. Добро, имате уште време, еве, образложете нешто да додадете. Па што да додадам? Тоа е тоа. Тоа е тоа. Да не поскапува цената и така е висока. Ја зашто со струја се не се греем, ама има луѓе што се греат со струја, сега иде таа сезона и тоа е тоа. Дали струјата според вас стана луксус денес?
Па потреба е само. Во однос на Потреба е цените и луксус, не покачувањето за се луксус, уште не е луксус. Добро. Мене не ми е луксус. Добро. Дали е тоа се? Да. Да, благодарам многу, иако многу покуси од предвиденото, секако доволно јасни. Почнуваме со денешната дискусија, го имавме и првото вклучување и преминуваме и продолжуваме понатаму со вас, односно со гледачите во живо. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Видете, Тина, нормално е ова за мене. Нормално е, двигател е струјата, основно некое средство. И не се нормално е, например, ако печиш леб, да речиме, сега поскапа струја, па ќе поскапи лебото. Се си повлекуваат. Главен енергенс. Главен енергенс во сите сфери. И за мене то ништо не е чудно, мислам, дека ќе поскапат работи. Ќе поскапат нормално. Оти то повлекува тоа, нема што да мислиме. И онака се високи цените на некои производи. Меѓутоа, од друга страна пак, некако како да го помагаме земјоделието сега, да не бидам незгоден, некако гледам дека слушам се тези да субвенции не се даваат или било како да не бегам од темата. И сега, ако ние увезуваме, замислите да увезуваме се и сешто, од краставици, од ово, од она. Па тоа да дојде тука, ќе самото по себе ќе повлечи. Точно за струјава. Се ќе повлечи, се повлекува. И нормално е. Меѓутоа, нажалост, па без струја не може да го замислиме ни свето. Како ќе биде? Ќе почнеме од прво со езијени, што викаме. Главен двигател е струјата и нормално све да поскапи. Од тука тргнува се. Јас ви благодарам. И ние ви велиме големо благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Останете со нас. А секако во продолжение ќе ве посетам, особено во вас кои што може би ве далеко полесно преку коментари, да дадете удел во денешната дискусија во Црвена линија. За да го сторите тоа, секако свртете се кон социјалните медиуми, се што ви треба е Facebook, профилот на Црвена линија, профилот на телевизија Телма. Еве како изгледаме таму. Прашањето е централно, главно до гледачите секако кои што ќе се вклучат во живо, но и до оние кои што не следат на Facebook. Јас не знам, еве повторно, добро е, можете да видите. Црвена линија прашува дали очекувате ново поскапување на основните производи поради повисоката цена на струјата. Пристигаат и првите коментари, се разбира нешто подоцна, ќе почнеме и со читање на истите, но и да ве охрабрувам, тука се разбира на овој простор да заземете удел, да пишувате и да дадете одговор на нашето прашање. Добар ден! Добар ден! Убав ден! Јас сум во линија. Да, во Црвена линија, повелете. Гледачка од Струмица. Поздрав до струмичани преку вас. Струјата не е луксус. Мислам, струјата е нормално. Луксус е што правиме родендени, други работи. А струјата, без струја не можеме, нели? Дали очекувате ново поскапување на основните производи поради повисоката цена на струјата? Абе, се очекува, оти ќе се поскапе се. Штом се поскапи струјата, се поскапува и производите. Наравно, тоа и го очекуваме. А инако струјата не е луксус. Луксус се телефоните, луксус се друго, родендени што правиме. Се друго е луксус, ама за струја не, без струја не може да живееме, така ли е? Без струја дали може да обстанеме? Не може. Ајде еден ден да немаме струја, немаме ништо. Вода, парно, се ни е на струја. Сметате ли дека ова зголемување на цената ќе е премногу за граѓаните? 6% не е многу. По мое, 6% не е. По мое сега, јас като што размислувам. А инако другото е многу поскапо од струјата. Ајде, пријатно и благодарам, толку. секако останете и продолжете да не гледате и понатаму, бидејќи по вас ќе следуваат и нови вклучувања, тоа значи и нови одговори на нашето прашање.
Благодарност до гледачката, продолжуваме секако со вас. Прашуваме дали очекувате ново поскапување на основните производи токму поради повисоката цена на струјата. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Па, како да речеме, поскапо е... Продолжете. Телефонски услуги, телевизии е поскапо, него струјата, така? Добро, ве слушаме. Така. Продолжете. Па очекуваме, очигледно е дека струјата, така? Име, дали очекувате дека токму новото поскапување на струјата ќе донесе поскапување на основните производи? Па не е реално. Не е реално да рече, зашто сите цени се напумпани, договорени, сите маркети, овие главни маркети што се договорени, договорени цени имаат, така? Имате уште некои 18 секунди да надополните или... И тоа е. И тоа е. Добро, во ред. Покуси од 90 секунди, но сосем јасни. Големо благодарам и вам што, еве, со гледачите ги споделивте вашите ставови и мислења. Останете со нас. Потсетувам, пишувајте почитувани коментари, доколку и не можете да се вклучите во живо или така ви е многу полесно. Секако бидете активни и на Facebook профилот е Црвена линија, темата е објавена, прашањето е: дали очекувате ново поскапување на основните производи поради повисоката цена на струјата? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Дали очекувате ново поскапување на основните продукти, па веќе се поскапени? Јајцето отидоа више 380, да не набројувам, јајца, млеко, више поскапено. То, се е поскапено, 300, као отидо по проданите 380 денари. Млеко, се е поскапено, а струјата отиде више до плафон. Шо уште ќе се покачува? Нека терат до кај ќе стигнат. На Марко Беслимовски му требат многу пари. Толку. Благодарам многу за одговорите и учеството во Црвена линија. Продолжете да не следите. Една напомена, еве, во продолжение пред да вклучиме нов гледач или можеби гледачка, имајте секогаш на ум да се држиме до нивото, културата и етиката во Црвена линија. Тоа подразбира да не се користат навредливи зборови, говор на омраза, говор кој што алудира на насилство, пцости и вулгарности. Автоматски се вклучува Црвената линија и ќе бидете исклучени. Продолжуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. На линија сум? Да, ве слушаме, повелете. Благодарам. За темата да нешто кажам моето размислување. Секако. Со оглед на тоа дека моето искуство, значи од 64 години од секој беше кога ќе поскапи струјата и сите основни производи поскапуваат. Зошто го велам тоа? Затоа што струјата тоа е енергија, а енергија е двигател на целиот свет. Значи без енергија и светот не може фактички ќе застане, ќе капитулира. Очекувам да поскапат и другите производи со поскапување на струјата. Тоа е моето размислување. Ви се чини ли дека струјата ќе стане луксус? Дали струјата ќе стане луксус? Не. Самите граѓани ќе увидат дека со поскапување на струјата и производите самите ќе почнат на некој начин да влијаат, да шпараат што повеќе и така натаму. Не е струјата луксус. Дали е тоа се или имате уште малку да додадете? Да, тоа е моето размислување. Во ред. Големо благодарам од наша страна за вашето учество. Останете со нас, гледајте Црвена линија. Одиме понатаму да слушнеме од вас дали очекувате новото поскапување
на струјата да донесе до поскапување на основните продукти. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и на вашата екипа. Благодарам. За многу години да не биде никол ден утрешен и да ни даде здравие, берекет и сте друго, и мир и благосостојба меѓу нас, да имаме братска рака. Едно срце, една заедничко срце да бидеме. Да се сплотиме, а не да се караме. Вака, јас се сложувам со таа претходната гледачка. Тачно, до плафон дојде веќе струјата. Ја да платам 5000 и кусор, 6000. Да што личи тоа? Една душа сум. Толку имам да кажам, пријатно. Благодарам многу и вам за вклучувањето во црвена линија. Продолжете да не гледате, а останатите секако продолжете, пишувате коментари. За многу кусо време почнуваме и со читање на истите. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Јас мислам дека со поскапувањето на струјата ќе се покачат и другите производи. Затоа што струјата е поврзана со производство на другите производи во секој сегмент. Значи работата е во тоа што и онака се цените многу високи по самопослугите и сега кога ќе се покаче струјата, ошеднашка дупло ќе се качат и цените. Значи работата е да не се поскапнува струјата. Проблемот е во тоа што струјата повлечува сите работи, ги повлечува и поскапнување на други работи. Значи, ќе се поскапне вода, ќе се поскапне други производи во самопослугите. Значи, ние треба да се врнеме во 19 век и да бидеме со гајзини ламби и со свекички да живееме. Струјата е многу потребна во сегашно време за мобилни телефони, за компјутери и се е сврзано во врска со струјата. Ако таа се покаче, ќе се покачат и тие цени на услугите што се вршат преко струјата. И интернет, и мобилни телефони, и се ќе се покаче. Проблемот е во тоа што треба да се произведува со... Ке подсетам секако да внимавате на времето, 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Големо благодарам и за гледачката која што имаше удел во сојавување во ова денешно издание. И ке ве охрабрам секако доколку ви се чини дека тие 90 секунди не ви се доволни, се додека траеме, слободно завртете го нашиот број. Продолжуваме понатаму, дали очекувате, повторувам, ново поскапување на основните производи поради повисоката цена на струјата. Добар ден. Добар ден. Убав ден, ве слушаме во црвена линија сте. Благодарим. И убав ден на вас. Благодарам. Првата работа што се збори за покачување на струја. Чекај, полека све е тоа, знаете дека добра работа нека се покачува, нека биде конкретно како што треба, значи што не треба да биде покачувањето. И ја имам хидроцентрала, па ќе си барам колку ја што сакам. А другите работи што ги имат, мислим, овие богаташите, малку нека се замислат. Знае зашто? Затоа што не е тоа производот темпут направи и после чар. Така да биде линиарно покачување 1 денар, а не 100 денари, 1000 денари, таму кај што не треба да биде. Така. Ви се чини ли дека и ве струјата ќе стане луксус? Па луксус, знаеш што е? И јас сам може да направим струја, па меѓутоа конкретно ќе ме гнјават.
Така, благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Гледајте ни и понатаму. Преминувам онаму каде што ќе почнеме и со читање на коментарите. Има голема активност, продолжете со тоа темпо. Секој оној кој што му е полесно и нема да се вклучи во живо, секако удел можете да дадете во оваа денешна Црвена линија со опишување коментар. Почнуваме со она што го напиша Марко Поло. Не само храната, облеката, превозот, даноците. Воедно владата не убедува колку ни е убаво, бидејќи со помали пари, помалку грижи ќе имаме, инаку ќе работиме само за режиски трошоци, бидејќи влада на Република Македонија се грижи за се друго, затоа народ и даде доверба кај да е до нова година струјата околу 10% ќе ни се покачи. После нова година на крај јануари или февруари ќе имаат порамнување на бруто плата, со што главниот изговор ќе им биде еве 2 години не сме покачиле плата, ама затоа порамнување и редовно па околу 400 до 600 евра ќе им се покачи. И така, ама затоа од премиерот Мицковски имаме топло убедување дека на народ треба да им е убаво кога ќе не споменат дека сме трета економија во Европската Унија и дека нашите плати дури ни се одлични. Може и да намалиме за да можат и цените да опаднат. Благодарам и за Марко Поло. Одиме со вас во живо. Добро вечер веќе. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Дали очекуваме поскапување на основните производи поради повисоката цена на струјата? Да. Тоа е за мене не знам какво прашање. Тоа е најнормално што докато чем струјата публикува сте живо. И прашањето поарно би било дали сме задоволни со покачување ако се покачи струјата? Дали сте задоволни, еве? Одговор на вашето прашање. Как може да бидеме задоволни ако покачи струјата? Кој нормален може да биде задоволен ако покачи струјата? Значи, Македонија има 90% наредена фотоволтаици, што при нормално размислување, ако некој производ се произведува повеќе, нормално е цената да биде поевтина. Ни произведуваме струја, а струјата скапнува. Значи, што е тоа? Го прават народот ненормален. Што нема логика таа. И дали очекуваме поскупување? Најнормално, ако струјата покачува се живо. Значи, прашање дали е народот задоволен со покачување на струјата, да каже, а не со прашањето дали ќе покачат производите. Најнормално дека ќе покачат. Дали е задоволен народот со покачување на струјата? Не, сигурно. Нема некој таков нормален ќе рече да. Ке стане ли струјата луксус? Како? Ке стане ли според вас струјата луксус? Па ќе стане луксус ако се покачува годината по 3 пати. Луксус ќе биде. Ќе се грееме на борина. Благодарам многу. Еве, поставено е вашето прашање јавно и гласно, така да ова е секако дискусија во Црвена линија. Па, почитувани, еве, секој еден кој што ќе се вклучи, еве, можете да дадете одговори на она што го постави како прашање гледачот, а тоа колку сте задоволни доколку дојде до покачување од 6%. А Црвена линија прашува дали очекувате со новото поскапување на струјата право пропорционално да поскапат и основните производи поради повисоката цена на струјата. Добар ден. Добар ден, убав ден, поздрав од Охрид. Поздрав и до вас. Благодарам. Па вака, прво не можеме да бидеме задоволни со покачувањето на струјата. За да се покачи струјата, значи треба да се прати и личните доходи, значи да може што се вика со оно што ќе се покачи, значи струјата да може и со покачувањето на личните доходи, да можеме што се вика да трчаме со времето, значи да не бидеме што се вика назад. Сега, денеска, еве лично ќе речем дома кај мене имам повеќе од 10 апарати кои што користат струја, не може без струја, значи додека ако земеме некогаш ќе се вратам назад во моето детство, кога прв пат се пушти струјата во моето село, имаме само една сијалица. Немаме ни решо, ни шпоред, ни телевизор, ни радио, ама апсолутно немаме никаков потрошуваш друг, освен една сијалица. И дори да ви кажам, значи во тоа време централата која што се изгради, не ни ја плаќаше струјата, затоа што не се трошае многу. Меѓутоа,
Во денешни услови имаме ние толку произведувачи на струја со фотоволтаиците. Ја ми се чини дека безобразно е да се качува струјата затоа што толку производители на струја, а ние ќе ја плаќаме енормно повеќе. И нормално е ако се качува струјата, тој им е одскочна даска на трговците, одма да ја качат цената на сите артикли, затоа што е поскапа струјата, поскапе превоз се, значи место на што барат оправдување. Благодарам, поздрав. Благодарам ви, Вилиме, и вам за учеството во Црвена линија. Тука некаде ќе ве посетам секогаш. Доколку сакате да сте брзо, ефикасно и квалитетно информирани, кликајте и на telma.com.mk. А во односно на зашто зборуваме денес со вас, задржете го вниманието на следниот наслов. Од 16 месецов. Ево на предлога поскапа струја за 6%. А Црвена линија денес ве прашува дали очекувате поскапувањето на струјата да предизвика и поскапување на основните производи. Добар ден. Добар ден. Сега ќе дадеме уште малку време, шанса. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Повелете. Фала исто на вас. Ве слушаме. Ало? Ало? Ве слушаме. Дали очекувате еве ново поскапување на основните производи со поскапување на цената на струјата? Па видите, тоа е нормално неко. Кај е сега премиерот? Ало? Ве слушаме, продолжете. Тоа е нормално со покачување на струјата и производите поскапат. Ама кај е сега премиерот, не со закон? Ало? Продолжете, ве слушаме. Дали сега со закон премиерот збореше пред да дојде на власт, со закон ќе го регулира да нема поскапување. Ало? Ве слушаме цело време, продолжете. Па мислам дека нормално е струјата да поскапе, ама господинот Беслимовски да зима основна плата, мислам минимална плата, па нека е поскап. А он не знам колку зима, ама за вора 6%... Се извинувам, еден од гледачите рече дека треба и ова прашање да се постави. Дали сте задоволни, доколку ќе бидете задоволни од поскапувањето, доколку се случи на струјата? Како да бидам задоволен на 24.000 плат? Не можам да бидам задоволен. 6%, нека качи платата 6%. Благодарам многу за одговорите и за учеството. Овде не бев сигурна дали е таму намален тонот на ТВ приемникот или се зборуваше на интерфон или спикерфон, но еве да напоменам секако за останатите кои што допрва ќе се вклучувајте, имајте, ве молам, секогаш во предвид, прво што ќе сторите е да го намалите тонот на телевизорот и не користете спикерфон и интерфон. Продолжуваме со она што го напиша Тихидон на прашањето на Facebook, дали очекувате ново поскапување на основните производи поради повисоката цена на струјата. Струјата стана луксус без кој не можеме. Зголемувањето на цената на струјата директно влие на стандардот. Цената ќе биде многу поголема од 6%, зашто ЕВН, ЕЛМ, ЕСМ прават огромни трошоци со превработување на партиски кадри. Благодарности до Тихидон. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Здраво. Здраво. Добро вечер. Одлично. Вака, ја не очекувам поскапување, повисоки цени на продуктите. Нема, па ја и верувам на оваа влада, и верувам, значи, на овие што се сега власт, ДПН, ВЛН, знам таму кои беа други. Значи, луѓето се од доверба, и како сега јас тука да кажам нешто лошо против нив. Па срамота е. Срамота е луѓето све. Слушај, не за друго, најзашто ми е. Дали се уште го имаме гледачот? Не знам зашто се случи некаков прекин, верувам дека повторно додека траеме ќе го заврти нашиот број. Добро, гледачот секако редовно не следи, активен е, така да верувам повторно ќе
го заврти нашиот број. Ве прифрлам на tilma.com.mk и вниманието ќе го насочиме кон насловот од 16.12. Ивана предлага поскапа струја за 6%. Предлогот на Ивана Хоум е цената на струјата да се зголеми за околу 6%. Во пресметката на универзалниот снабдувач се влезени сите потребни параметри, односно новата повисока цена за мегават час по која ИСМ ќе му ја продава струјата на ЕВН за домаќинствата и малите потрошувачи. Тука влегува одлуката на регулаторна за пренос и дистрибуција која се донесе пред неколку дена. Црвена линија денес ве прашува дали очекувате ново поскапување на основните продукти поради повисоката цена на струјата. Добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Вака, дали очекуваме поскапување? Ја мислам дека више поскапувањето дојде. Пример да ви кажем, ние сме ги вгелија долу 1 килограм краставици, 220 денари. И тоа пред 5 дена беше 120, сега е 220. Пазете, до Нова година уште не сме стигнати. Кој ќе стигнеме, мислам, околу 250 ќе види. Патличанчињата 160 до 180. Една зелка, пошто се откупува кај нас, жива срамота е, 6 денари од парче. Значи околу килограм, тука некаде. Во продавница, да не спомнам кам, стокомак, 44 денари. Дали некој има срам во државата од овие политичариве да застане и да им залепи шамар на овие трговци? Ова е бесрамно. Значи, сите кои ќе дојдат празници, за да го осветат духот на веселбата, треба цените да паднат малку. Не може нас неделкаат 200% со маржи. Према тоа, ЕВН и струјата е само тек почеток од врвот на планината. Тек ќе дојде после Нова година, кој ќе рамнат плати од 400 до 600 евра, кои ќе си ги покачат платите. Тогаш ќе биде цирку за јада. Ќе имаме смеји и плачи. Пријатно иду. Благодарам за учеството во црвена линија. Сепак останете со нас. А ние продолжуваме со вас. Да видиме кои ќе бидат следните одговори на прашањето дали очекувате ново поскапување на основните производи поради повисоката цена на струјата. И сега го прашањето во продолжение на гледачот во рамки на црвена линија, дали сте и задоволни од најавеното покачување. Добро вечер. Секако ќе дадеме време, најверојатно од еден на друг гледач треба малку време. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Ве молам, намалете го тонот на телевизорот на 0. Намален е. Во ред, продолжете. Знаеш колку сум задоволен, многу. Тина, презадоволен. Како, кога, знаеш ти кој става рака на струјата, кој беше бизнес бомбона? Главни се Бислимовски, Вучковски, Чекеринска. Да не спомнуваме сега имиња, ве молам, кажете ми, очекувате ли да се зголемат и цените на основните продукти? Тина, Бислимовски ти не знаеш што правеше со татко му, за да го... Не, ја ве молам, значи нема црвена линија не е простор каде што сега кога ќе раскажуваме кој што правел, ќе спомнуваме имиња, ве молам, имаме конкретно прашање. И тоа е дел од етиката. Мислам дека гледачите добро не разбираат и го владеат моментот во однос на тоа дека навистина да не спомнуваме имиња, да клеветиме јавно, туку да дадеме одговор на прашањето. Сега веќе се и две, бидејќи гледачот рече и така да поставиме прашање, па еве ќе почнеме со прашањето на гледачот кој што рече да ве прашаме дали сте задоволни од најавеното поскапување и на струјата и дали очекувате, тоа црвена линија ве прашува со поскапување на струјата да поскапат паралелно и основните продукти. Добар ден. Здраво. Ете, што се случи преска, не знам, но сега знам... Пукна линијата, пукна кај мене проблем. Така, продолжете сега. Вака сега би кажал, бидејќи почнав со палење, да продолжам со палење, мислам. Што се 6% за овој народ? Смејури, 60, 600% треба се покачи.
све да рипне, у небеса. Па може ке се свести овој народ. Што им се случува? Како ги дриблаат овие народот? Општо. Не само мене и тебе и еден куп народ тука, па нарочито тоа гласачкото тело што ги гласаше. Абе, ти реков 600 пати да се покачи струјата, 600. Абе да не можеме до сончоглед, до степки за грицкање да дадеме. Да бараме како мравките по мравелните, онека да бараме некоја зрнце жито што останало, мравките што собрале по нивите. До тој степен треба да се дотераме, може ке се свестиме како не дриблат овие наши политичари. 6% им ја накачи струјата и браво вика, све исполнија, што рекоа, све исполнија. И ја им верувам, ала име, по кое бе прокачување, не зборете бе, ке намалат сега. Ке намалат, ја ви давам гаранција дека ке намалат. Значи, они се со желба да намалат, ама плати и пензии. А наку цени, такви работи, не се откажуваат од тоа парче. Тоа не го дават на никого. Ајде, поздрав, пријатно. Благодарам за повторното вклучување. Останете и гледајте Црвена линија. Одиме на Facebook. Еве што напиша Трајче Соколовски. На прашањето дали очекувате ново поскапување на основните производи поради повисоката цена на струјата, Трајче напиша гратис ке даваат сега. А Тихомир Спасовски напиша најплодните ниви во Скопско ги одзема за фотоволтаици. Сега ниту струја, ниту храна. Нека кажат колку струја произведуваат од фотоволтаици и колку ке е рентабилно. Благодарности до Трајче и до Тихомира, ни одиме со вас во живот. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот веднаш, ве молам. Добро вечер. Добар ден. Добро вечер. Да, дали го намаливме тонот на телевизорот? Да. Одлично, да. Повелете, ве слушаме. Вака би зборела малку за поскапувањето. Веќе све е поскапено во маркетите, неосетно, а до пред нова година ќе биде уште поголемо поскапување. Околу струјата, значи, ветувањето на оваа власт беше дека ќе ги тргне тие 200 денари. Не ве слушам. Ние ве слушаме, продолжете. Добро. Ветувањето на власта беше дека тие 200 денари за пренос на енергија ќе ги тргне од сметките, не се тргнати, останаа дефинитивно и сега уште 6%. Знаете ли колку маркетите ќе ги качат цените после тие 6%? А пензиите буквално не искрадоа со покачувањето на пензиите. И толку имам да кажам. Сум гласила за ВМРО, се срамам што сум гласила. Пријатно. Благодарам многу за одговорите и активното учество во Црвена линија. Сепак останете со нас и проследете не до самиот крај. Добро вечер. Добро вечер, велам повторно. Прашањето на Црвена линија е дали очекувате ново поскапување на основните производи со поскапување на струјата. И денес во текот на ова издание имам и прашање плюс од гледача. Тоа е дали сте задоволни од најавеното поскапување на струјата од 6%. Добар ден. Ало, добар ден. Да ве слушаме, господине Љупчо. Па видете вака се, вие гледате цената за домакинствата. Меѓутоа, цената за фирмите кои очекуваме дали ќе има или нема поскапување е сасвим друга. Таа не ја ни знаеме ние граѓаните. Индустријската цена на струјата не ја знаеме колку е. И така да ова што е 6%, што викате, не е 6%. Па земете само 6% на први блок, и 6% на втори блок, и 6% на трети блок, и плюс покачување на ДДВ, средно покачување, извадете дали ќе биде 6% или ќе биде околу 10%. Тоа е една работа. Втората работа, на прашањето на тој дали сме задоволни, не треба да бидат граѓаните да кукаат, треба да бидат пресрекни. А знаете зашто? Затоа што производствената цена на киловат час во Македонија и на мегават е 100 евра. Ја цело време го кажувам тоа дека нема пазарна логика. Вие нешто да го произведувате 100 евра мегават, да го продавате за 62 евра или 65 евра. Кој е таа будала во државата што спроведува таа политика? Само во Македонија го има. Ама затоа комбинатот веќе почна да трупа загуби. Што значи
Понапред владата донираше, па ја држеше цената, сега овој зима во кредити. Тие кредити некој мора да ги плати, ама никој не одговара. Зошто? Ако е производствена цена 100 евра, Благодарно за вклучувањето и секако има уште еден коментар да прочитаме. Даниел Питковски напиша: ако се покачи струјата, се ќе се покачи и поскапи. А Симона напиша: секако дека ќе има поскапување и онака цените преку ноќ или пат. Мислиш дека сме странство и потоа се чудиме зошто помалку деца се раѓали, зошто наместо да се склопуваат бракови, тие се разведуваат. За сето тоа треба финанси. Онака за малите деца се цените изгор, а институциите се глуви, слепи и безобразни кога ќе побараш помош. Ти се дират и предности затвараат шалтер. Па на што личи тоа тие таму се да работат или да го измачуваат народот? Како и да е, благодарност до Симона, времето наложува да продолжиме со реклами, но останете со нас, ќе има и резултати од анкетата. Време е да ги соопштиме и резултатите од анкетата. Заследете на Инстаграм, учествувате во утрешната. На денешното прашање дали струјата стана луксус, со да одговорија 94%, со не 6%. Еве ги резултатите. Тука останува секако да ви се заблагодарам за ова денешно издание на Црвена линија. Утре нова дискусија, нова тема. Информирајте се на telma.com.mk и останете со Телма, бидејќи следува Да се кажеме со Горан Петревски.